Се прави план за проширување на програмата за интервентниот фонд со нови мерки со цел да се опфатат и другите земјоделски сектори на кои им е потребна помош во оваа светска криза. Ова го изјави министерот за земјоделство Љупчо Николовски. Министерот Николовски посочи дека веќе е подготвен план со мерки на среден и долг рок за зголемување на домашното производство на пченица. Во овие моменти владата смета дека треба да биде насочен кон поддршка на производителите на пченица и јачмен, за да ги фатиме роковите, за да се обезбеди прихрана и да имаме површини кои што до жетвата, значи да имаме доволно пченица. Во тој дел околу 2 милиони евра се наменети за вештачко ѓубриво, знаејќи го растот на цените и трендовите кои што се во целиот свет, во цела Европа и во регионот. Разговараме интензивно да обезбедиме и доволни количини. Знаете дека сите врвни производители и државите кои што произведуваат вештачко ѓубриво се сочуваат со тоа да немаат репроматеријали за самото производство. Така да интензивно ги имаме сите комуникации. Оваа поддршка интервентна и итна е за набавка на вештачко ѓубриво од 1 декември до 30 април за производителите на пченица и јачмен. Денеска ќе разговараме со градинарите и со откупувачите, со производителите и секако дека следејќи ги состојбите ќе димензионираме и дефинираме мерки. Со претседателот на владата и со министерот за финансии разговараме да овој интервентен фонд биде да обезбедиме дополнителни средства во самиот интервентен фонд. Ова е за прв пат да го правиме, 250 милиони денари има во интервентниот фонд. Тој додаде дека секоја педа земјоделско земјиште ќе биде ставено во функција на зголемување на домашното производство на житарици. Дополнително, со цел да излезат во пресрет на земјоделците следната недела, платежната агенција ќе ги исплати субвенциите за полјоделски култури. Во однос на пласманот на македонските производи, Николовски посочи дека се мобилизирани сите сектори во Министерството, но и во дипломатско-конзуларните представништва, со кои имале состанок и разговарале за изнаоѓање алтернативни пазари за производите што се извезуваат во Украина и Русија, но и за набавка на вештачки ѓубрива.